Државата да води сметка и сериозно да пристапи во процесот на селекција на кандидатите пријавени за судија во Европскиот суд за човекови права, порачува Маргарита Цаца Николовска, која е прв македонски судија во оваа европска судска инстанца. Откако на адреса на Министерството за надворешни пристигнале 21 пријава, досега најголем број на кандидати за оваа функција, наскоро ќе се изврши нивно рангирање и ќе предложи тројца до Советот на Европа. Според Цаца Николовска, за Комисијата на Советот на Европа, која треба да избере еден судија, одлучувачко ќе биде познавањето на меѓународните стандарди и нивната примена. Тоа е многу одговорна функција. Мене овој голем број на луѓе кои што се пријавиле ме изненадува. Едно треба да биде јасно дека не е само познавање на јазикот, многу е поважно познавањето на меѓународното право, односно познавањето на праксата на Европскиот суд за човекови права. Според информациите во јавност, на листата на кандидати се поранешната директорка на Агенцијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер Дамјановска, како и поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Потоа поранешната врховна судијка Лидија Неделкова, но и актуелните судијки Олја Ристова од Кривичен и Габриела Гајдова од Скопска апелација, но и обвинителката Ленче Ристоска. Се споменуваат и адвокатски имиња, како Тони Менкиновски, кој за Канал 5 потврди дека доставил кандидатура. Од Министерството за надворешни вела дека процесот на селекција ќе се спроведе во согласно со утврдените критериуми и процедури, со цел обезбедување на транспарентност и објективност при изборот на најсоодветните кандидати за оваа значајна позиција. Но може да се случи, објаснува Цаца Николовска, некој од нив или и тројцата кандидати кои ќе ги предложи државата да не бидат прифатени во судот во Страсбург, ако таму не ги поминат интервјуата. И државата, според мене, треба да води сметка кои тие тројца кандидати ќе ги номинира и ќе ги достави до Советот на Европа. На тој начин и сериозноста на државата према овој суд ќе ја покаже и ќе покаже дека во државата има луѓе кои што можат да ја обавуваат оваа функција. 9-годишниот мандат на новиот судија ќе почне на почетокот на 2026-та и ќе дојде на местото на Јован Илиевски, чиј мандат завршува. Пред Илиевски пак судија во Страсбург беше Мирјана Лазарова Трајковска.